Еден полесно повреден и четворица притворени македонци по инцидентите што се случија попладнево во Леринско. Откако пред 10 дена грчката армија на барање на локалното население го напушти времениот камп во близина на селото Забрдени, денеска грчки воени сили повторно пристигнаа во регионот, овој пат придружувани од силни полициски сили и механизирани возила на армијата. Откако локалното население се обидело да ги попречи војниците да вршат вежбовни активности во близина на селото, интервенирале специјални сили на грчката полиција. Во затвор за на суд да ги носат. Четворица имаме до сега, а ќе имаме сигурно и други. До ноќта ќе сигурно ќе зеват и други. Противни се очекува уште вечерва да бидат поднесени пријави за напад на службено униформирано лице, зашто според грчките закони следуваат и неколку годишни казни затвор. Македонците од неколку села во Леринско, Забрдени, Овчарани се уште се наоѓаат на прилот на новиот камп на грчката армија. Пред тенковите седиме, лежиме долу, да не поминат. Народот не сака војската да вежба со тешко оружје, 150-200 полицајци има сигурно. Тие ќе се зајакнат, ќе донесат и специјалци сигурно по другиот пат. Да, селото е македонско тука, Забрдени се вика селото. По последниот инцидент кој се случи пред 10 дена, локалните лидери се договориле војската во своите активности во регионот да не ги уништува нивите, да не користи оклопни возила и да не врши гаѓање со боева амуниција во близина на населени места. Сепак, без никаква најава, грчките власти испратиле нов контингент војници кои заседени со полиција денеска предизвика инциденти во Леринско. За активности на грчката војска и полиција не били информирани ниту локалните пратеници кои што минатата недела во грчкиот парламент побарале војската да не го вознемирува локалното население во Егејска Македонија. За разлика од однесувањето на грчката армија, која по протестите на Пелопонес и уште неколку други места во Грција, откаде се повлече без никакви проблеми во Егејска Македонија, грчките власти со поинаква тактика.